Од утре завршува законската обврска за поседување на зимска опрема, односно на зимски гуми, а тоа значи дека веќе може да започнеме со на летна подготовка на нашето возило. Повеќе во однос на тоа што значи всушност овој 15 март, слушаме во продолжение од мој денешен гостин, господин Филип Дуневски од АМСМ. Да му посакаме добро утро. Добро утро. Напоменав дека од утре завршува законската обврска. Што поточно значи тоа, може ли да појасниме? Да, како што кажавте, утре завршува законската обврска за поседување на зимска опрема во самите возила. Тоа значи дека не е веќе задолжително поседување на зимска опрема, која подразбира нели ланци во самото возило или поседување на зимски пневматици на самото возило. Дали се препорачува веднаш по 15 март да ги замениме зимските гуми со летни? Видете вака, значи законската обврска завршува утре, меѓутоа нели секогаш возилото треба да ни биде спремно и да го припремаме значи според временските услови. Доколку нели нема потреба од зимски гуми, слободно може да ги смениме, меѓутоа доколку временските услови се нели променливи се периодов, ако негде патуваме на повисоки планински места каде што се и уште има снег и такви работи, нели треба да си идеме нормално со зимски гуми и да се поседуваме зимска опрема во самите возила. Околу самото менување на гуми, кои се најчести грешки кои што ги прават возачите? Па најчести грешки е баш тоа, како што кажавте, ненавремено менување значи на самите гуми. Сега нели идат периодов сега кога доаѓа пролет, доаѓа лето, доста возачи не ги менуваат гумите, значи не монтираат соодветни гуми, туку ги оставаат зимските гуми и ги возат преку цело лето. Што не е препорачливо, затоа што прво доаѓа до трошење на самите пневматици, значи, второ се намалуваат перформансите на возилото, нели трагот на кочење поголем, пневматиците побрзо се јадат и сите тие работи. На што друго треба да обрнеме внимание во однос на проверка на нашето возило, освен гумите? Со подобрување на времето, нели, со доаѓањето на пролета и летото и сите тие работи, нормално сите возачи повеќе се движат, почнуваат да патуваат повеќе. Освен пневматиците треба да направат дополнително значи комплетна проверка на целото возило. Ние како Автомото сојуз на нашите членови значи, меѓутоа и на останатите возачи им нудиме можност значи да се направи кај нас комплетна проверка на самото возило. Освен пневматици се проверува подвозјето на возилото, се проверуваат течностите во самиот мотор, значи обавезно да се провери системот за ладење, значи течноста во системот на ладење, нели нормално улјето и сите тие работи. Ете, напоменавте дека сега има поголема фреквенција, луѓето повеќе патуваат, верувам дека најмногу се искористуваат викендите за она викенд прошетка, како што би се рекло на овие топли и сончеви денови. Од тука ќе прашам кој е најдобро време за тргнување на пат и кои се документи се потребни за самото тргнување? Потребни документи за надвор од нашата држава се, значи задолжително да се има за секое возило да се има зелен картон и возачот значи да поседува меѓународна возачка дозвола. А времето на поаѓање на пат и сите тие работи се прилагодува према временските услови, значи. Но најдобро верувам да тргнеме додека е во предпладневните часови или во попладневните часови за да се избегнат нели оние кога доаѓа летото, оние високи температури, горештини и сите тие работи. Пред самиот крај најважно е да напоменаме што се треба да содржи медицинскиот прибор кој што треба да го носиме нели во случај на незгода при самото патување. Што препорачувате? За што треба да се понесе? Па освен значи медицинскиот прибор кој што е задолжително во секое возило да се поседува, кој што треба да биде комплетен, значи да има за да можеме да пружиме прва помош во било која непредвидена ситуација. Задолжително е поседување на резервни сејалички во самото возило, безбедносен рефлектирачки триаголник, јажа значи за влечење и тоа е. И подготвени сме за патување. Нормално, да, подготвено возило секако. Ви благодарам многу за одвоеното време и за сите овие корисни информации за нашите гледачи. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека сите овие податоци и информации беа од корис за нашите гледачи. Уште еднаш при самиот крај ќе напоменеме дека говоревме на тема за правилна подготовка на нашето возило при самото патување и се разбира дека од утре 15 март завршува законската обврска за поседување на зимска опрема.